Државата го намалува бројот на социјалците, но ја зголемува социјалната помош. Оваа политика е транспарентно нагласена со последната реформа во сферата на социјалната заштита. Според податоците, во 2013 година цел еден град со 36.681 жител во државата бил социјален. Од тогаш нивниот број почнал да се намалува за последната година да бидат евидентирани 24.825 социјални случаи. Дали социјалци во државата има многу или малку и дали сите се вистински социјалци? Сега некој леже дома, секој не заслужува да зема социјална помош. Пример ромите, јас што ги гледам ромите, цел ден седат, ништо не работат, вукава и мажија, зашо да земам социјална помош? Ја да работам, од мене да се одбива, на него да се дава, тоа не е уред. Има ги што земат, не заслужуваат, а има што треба да земат. Има доста што може да работат, а земат социјална помош. Може и ние сме социјална помош, ама работиме. Од друга страна, иако нивниот број се намали, износот на социјалната помош се зголемува, што е за стопанството возење во спротивен правец за што работници нема. Многу високите социјални помошти и заштити влијаат негативно на одреден број на луѓе уопште да се пријавуваат за конкурираат да работи и да работат. Кај нас се работат мануелни, едноставни работи, така да Македонија не може платите да идат драстично нагоре, а ако социјалната помош се доближи до минималната плата, тоа секако кај одредени луѓе ќе негативно ќе влијае на мотивираноста да се пријават за работа. Освен газдите, дека висината на социјалната помош колку минималната плата е нелогична работа, сметаат и граѓаните. Па ако е така, сите ќе седеме дома, не работиме. Значи сите ќе земеме социјална помош. Не чине тоа. Едно време, за време Југославија, немаше социјална помош. Одеа надничари, работеа по лојзата, по овоштарници. Во што остана социјална држава. А не само да немаме работа, немаме. Ја до вчера работи у конфекција. Работа има колку сакаш. Не и се работи. Порно е социјална помош. Ако сите мислат поинаку, тогаш во која насока државата треба да ја води социјалната политика? Значи, социјална помош треба да зема само луѓе кои навистина имаат проблеми здравствени, кои од различни причини не можат да работат и така. Здравите, работат способното население, треба да му се понуди начин, преквалификации, обуки, да си ја остваруваат платата, а не да седат дома и да чекаат социјална помош. Дали државата ќе ги слушне граѓаните и работодавачите е нејасно, но очигледно е дека сметките на едните и на другите не се совпаѓаат, но и овој пат на штета на стопанството кое е се послабо и се посиромашно. Токму и поради ова газдите тераат по свое колку што можат, зашто наместо К15 да земаат тие што работат, незаслужена социјална помош ќе земаат тие што не работат.